Добре дојдовте на порталот Работник. Јас сум Горан Андреевски. Денеска разговараме повторно со Роберт Митровски, кој што е председател на Синдикатот за угостителство и туризам. Здраво, Роберт, како си? Добре, Горан. Мило ми е што пак се слушаме и се гледаме. И воедно сакам да изразам голема благодарност до порталот Работник, кој во моментов е единствена можност каде што нашиот синдикат може да ги искаже своите проблеми со кои секојдневно се соочуваме. Исто така, преку вас, сакаме да се заблагодараме и на Комисијата за заразни болести, која го одобри работењето на жичарниците во ски лифтовите, во ски центрите, со посебни протоколи за работа. Благодариме од порталот Работник и секаде каде што приметуваме дека има информација во врска со работничките права, ние гледаме да ги информираме сите тие работи, да ги пренесеме, за да се запознае јавноста со правата на работниците. Тоа е и на нашата цел. Како за работниците, така и за работодавачите. Сега сакаме да ве прашаме нешто во врска со денешното ваше соопштение, каде што вие кажавте дека председателот на Синдикатот за угостителство и туризам има добиено незаконски отказ. Можете ли да ни кажете накратко во врска со она кое што се случува? Се работи за тоа дека јас како председател на грански синдикат сум одстранет од работа во фирма во која што работев непрекинато 23 години, 23 години поточно, за отпуштен сум од работа како технолошки вишок, што се коси со Законот за работни односи, каде што во еден член пишува дека синдикалниот представник не може да биде избркан од работа поради технолошки вишок. Значи, тоа беше околу недоразбирањата. Сега, јас представката како представка, откако го добив отказот, лично ја предадов до Инспекторатот за труд, каде што е искочено на терен, и во представката е наведено дека фирмата во која работев не сум ја известил дека сум председател на Гранков синдикат и председател на основна организација при нашиот хотел. Првото такво известување кое јас го дадов до фирмата беше, мислам дека 2009-2010 година. После тоа известување следа 20 на откази од работа на мои колеги и имавме голем притисок, останатите, највеќе јас, имавме голем притисок да едноставно синдикатот да не профункционира. Сега тука се поставува прашањето дали луѓето што работат во инспекторатот дали знаат дека во приватниот сектор, ако работодавачот дознае дека има синдикат, дека они што поскоро, час поскоро ќе сакаат да го згаснат. Тоа се случи и со нашиот синдикат, затоа што Синдикатот за угостителство и туризам е формиран 2006-2007 сме регистрирани. Ние имавме еден таков случај во фирмата, каде што бевме приморани да работиме од петок до недела, без слободен ден. Значи, не се случувало, почесто спиевме во хотелот. Времето за одмор ни беше толку кратко што додека отидеме до дома и треба пак да се вратиме назад на работно место. Значи, само да опишам сликовите вака. Се работеше петок свадба, се почнуваше од 15 часот, свадбата, знаете, завршува во 1, во 2, во 3, па потоа доаѓа сабота, каде што почнуваме со работа од 8:30, завршува едната свадба, почнува другата завршува,
Значи таа завршува некаде во 2 часот, додека раскренеме, додека изчистиме. Па доаѓа недела пак исто се работи. Значи од 9 или од 8, зависи како ќе биде смената, една смена, уште една. Значи тоа е 3 дена непрекината работа и често се случуваше дури и понеделникот да бевме повикани на работа прва смена. Значи таму се случуваше еден не знам, хорор филм, не може ни да се прераскаже. Еве јас би те поканил тебе, само да видиш гости, не треба да работиш, само да седиш таму и ние и кафе ќе ти носиме, јадење, пиење, ќе те ладиме ако треба, не можеш да издржиш. Значи се случуваше еден таков терор. Јас уште тогаш поднесов представка до трудовиот инспекторат со со барање да дојдат и да направат контрола на работењето. Никому ништо не се случи, едноставно добивме некој штур одговор дека ние намерно сме останувале на работа повеќе, сме се туширале. Разбираш? Тоа е, не знам како да кажам, смешно дури. Не сакам да ги нападнам сегашново, како да кажам, раководство на трудовиот инспекторат, затоа што сакам со ова да наведам дека и тогаш и сега таа институција што треба да се провери нивното работење. Значи не можат они, ние имаме вистинска потреба од заштита, немаме каде да одиме, немаме кого друг да бараме за совет и за помош. Ние се обраќаме кон нив, а тие истите едноставно, не знам како да кажам, не реагираат. Така, малце да ги поедноставиме работите за да биде јасно за гледачите. Значи, вие добивте отказ како технолошки вишок, на тоа вие реагиравте и како одговор од она кое што вие го реагиравте дека не сме синдикален представник да биде по тој основ да му се даде отказ и сето тоа, сепак не најдовте на одговор од инспекторатот за труд и социјална политика, туку добивте одговор од таму дека вие не сте го известиле работодавачот дека сте синдикален лидер. Точно, јас не знам како да кажам, еве сега, многу просто ќе земеме. Значи, еве 2009-2010 пак ја вратам како пример, исто беше тогаш, исто и сега. Значи, тогаш бев председател на основна организација на синдикат и сега сум. И тогаш и сега не наоѓам никаква заштита во системот како синдикален представник. Откако добив телефонски известување дека сум технолошки вишок, па најбрзо што можев, испратив до фирмата известување каде што им докажувам дека јас сум синдикален представник. Они тоа го игнорира, пуштив уште еднашка, трет пат пуштив, значи по пошта препорачано како што следува, нели? Тоа е и што е многу чудно за мене во одговорот од инспекторатот за труд добивам некое објаснување, вика, за понатамошна заштита на вашите права од работен однос, како и за парични побарувања, можете да се обратите пред надлежен суд. Па јас, ако требаше да се обратам пред надлежен суд, јас ќе се обратев, немаше да се обратам пред нив. Значи, поентата ми е дека они како институција треба малку да подразмислат, да застанат убаво на здрави нозе, да кажат чекате малце луѓе, па ние за овие работници постоиме. Ние зимаме плата од овие работници. Ама по се изгледа не е така. Они изгледа од друго место зимаат плата. Не знам, не можам јас да го сватам ова. Вистина не можам да го сватам. Значи, морам да се навратам пак на таа 2009-2010. Наредната година имаше прослава, каде што во таа прослава беа мислам, таа беше пред новогодишна прослава, беа поканети сите инспектори, трудови инспектори од цела Македонија. И веруј ми, Горан, се случи нешто што на вистина ден денес не можам да го сватам.
100 колку беа инспектори таму на прославата, ги служеа луѓе, работници, конобари, кои што не беа нигде не евидентирани. Никаде. Значи, како да не постојат. Знаеш, она пари на рака, ти текнува. Тоа е исто како јас и ти сега да идеме у зоолошка градина, лавовите не се ранети 2-3 месеци, и сега ние идеме ке нив и ќе ги погалиме, нели ќе се играме со нив. Морам да го кажам ова, значи треба да се размисли малце кои луѓе работат таму, за чиви интереси работат, и дајте, ако веќе сакате да има, ако некој сака да има синдикат во приватен сектор, многу е тешко да се направи. Многу е тешко, веруваме. Да. Дајте, помогнете некако. Така само ни одмагате. Или кажете ни, да кажеме на луѓе да не се обраќаат до нив. Затоа што мене ова милиција обрати се до нас, ние да си направиме муавет со работодавачот, да си спиеме едно кафе и да си одиме дома. Ако е таква институција, тогаш побода да не постои. Роберт, во соопштението прочитавме дека вие сте побарале од АВРМ да се пријавите како невработени, од таму добивте негативен одговор дека не можете да се пријавите како невработени. Зашто станува збор? Откако го добив решението за престанок на работен однос, од тука отидов во Агенцијата за вработување да се пријавам, и од таму добив одговор дека не можам да бидам пријавен во Агенцијата за вработување и не можам да ги користам бенефитите кои ми следуваат, затоа што сум председател на синдикат. Јас ги прашав зошто тоа смета, они ми рекоа дека синдикатот бил фирма и јас од таа фирма, како сум бил директор, и дека од таа фирма јас сум имал привилегии, сум имал некои парични поверувања. Јас им одговорив дека не е така, дека јас од тој синдикат ништо не добивам, дури можам да кажам за нашиот синдикат, конкретно за синдикатот за угостителство и туризам, дека сме ние синдикат Мајка Тереза. Значи, ниту некој земало таму нешто, ниту добил некогаш, и слободно тоа може да се провери. Они ми рекоа дека е таков законот и дека тој мора да се поштува. Значи, тоа е тоа, потоа ме упатија да однесам документи во Централен регистар, па од таму да се иземам од председател на синдикат за угостителство и туризам, и така натаму, влеговме во еден лавиринт помеѓу Агенција за вработување, Централен регистар, Министерство за труд и социјала, уствари надлежен инспекторат за труд, и јас како синдикален представник, па може да кажам дека се изгубив во овој лавиринт. И не можам, едноставно не само јас, има и други кои што се пример председатели на невладини, кои имаат отворено, не знам, здруженија. Значи, многу е просто. Ако вие мислите дека јас сум имал некакви бенефити од синдикатот, можете слободно да проверите. Ако јас сум имал бенефити, значи сакам едноставно, Горан, да ти кажам дека нашиот синдикат, како Гранков, синдикат за угостителство и туризам, не може вие да го ставите на исто рамниште со синдикатот за угостителство и туризам што е член во ССМ, или ССМ да го споредите со Конфедерација за слободни синдикати. Таму, бре, луѓе, им оставите зграда, дуќани, коли, пријателки, шофери, што све не, правници, луѓе, таму им оставите све. Значи, немој, ве молам, да не споредувате со нив. Ние не сме, нула сме ние за нив. Значи, ние сме нула за нив. Затоа, ако јас бев председател на синдикат, каде што функционирало се и каде што јас сум имал некои примања од таму, јас слободно, значи, ќе се откажев од тоа. Немаше ни да отидам да барам. Сега моментално јас сум председател на синдикат, на Гранков синдикат, без социјално осигурување и без здравствено. Зошто? Затоа што Агенцијата за вработување мисли, се сомнева дека јас сум, не знам како да кажам, дека имам многу големи бенефити од таму и мене не ми треба ништо од државата.
Тоа е тоа. Тоа сакав да кажам. Ви благодариме, Роберт, за одвоеното време. Фала ви за исцрпните одговори и се надеваме во некоја добра прилика ќе се видиме повторно и ќе можеме да пренесеме она кое што се случува во секторот на угостителство и туризам. Да, Горан, фала ти тебе уште еднашка и се слушаме и се гледаме повторно.